ги нарекуваа момчиња кршачи и токму на нивниот детски грб се скрши товарот на индустриската револуција во САД и во Велика Британија кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Наместо на училиште, илјадници деца секојдневно се упатуваа во рудниците. Најголем дел од нив беа момчиња на возраст од 8 до 12 години. Работеа над 10 часа дневно, 6 дена во неделата. Со раце ги кршеа парчињата јаглен и ги чистеа од земја, сулфур и други нечистотии. Овие деца, рамо до рамо со возрастните, го ризикуваа животот, работејќи опасна работа без никаква заштитна опрема, само со нивните голи детски раце. Во овие рудници децата често остануваа без рака, нога или пак гинеа на опасните машини. Оние посрекните неретко заболуваа од астма или од други болести. И покрај јавната осуда и обидите да се намали употребата на детскиот труд, децата рудари во овие развиени земји беа секојдневна гледка повеќе од 6 децении. Современите технологии и новите машини ги спасија децата и ги извадија од рудниците во САД и Велика Британија. Сепак, и денес над 1 милион деца работат во рудници и каменоломи ширум светот. Наместо книги, единственото нешто што тие го читаат е знакот среќно на влезот од рудникот.